Дали некој бара збор? Поведете ли Делан Спасос? Благодаря, председател. Добър ден на всички. Чрез страна на научната служба е повредила предавателна разправа. Значи точка следва подвода за измена и допълнение на детален урбанистички план за дело Дуеглава и Степански Боевича, дело Дупа блок 45, плански похват, улица Моша Пияда, КП 20381, КП 20382, КП 20383, улица Живко Чало, крак от улица Моша Пияда, община Куманово. Благодаря. Ви благодарам. Поред согласно деловникот за работа на Советот, предлагачот има право во секој момент да повлече точка од дневен ред и во текот на расправата, но должен сум тука да укажам на член 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање во делот на одлучување по ваквите предмети, дека се должни како Совет да истите ги ставиме на дневен ред по приемот во рок од 15 дена и Советот е должен да одлучи по истиот на седмицата. Во тој рок би требало да се запази овој рок. Горед, одиме на точка подреден број 2. Предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од бюџетот на општина Куманово за 2015 година. Отварам расправа. Дали имаме пријавени за дискусија? Повелете Мирослав Стојановски се јави за това. Благодарам, председателе. Почитувани советници, директори, представници на локална самоуправа. По втората точка на дневниот ред, односно сега прва, предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од бюџетот на општина Куманово за 2015 година. Пред неколку дена имавме комисија за финансирање и буџет, на која не донесовме одлука да се прифатат овие предлози што ги имаме за овие оштетени лица, од едноставна причина што утврдивме и заклучивме дека досегашното работење на нашата комисија за финансирање и буџет, кога ги прифаќавме овие барања од физичките лица кои поднесоа за штетите што ги претрпеле, констатиравме дека имаме некои предлози од комисијата што одлучува општинската комисија без некои критериуми да имаме. Значи ние заклучивме дека треба. Прво сакам да прашам, дали има одредени критериуми по кои се исплаќа оваа парична помош? Или не? Ако нема такви критериуми, ќе мора да се донесат. Или ова е во надлежност на Советот на општина Куманово, ќе мора да се донесат одредени критериуми по кои ќе имаме ние некој основ на кои штети ќе ги прифаќаме, во која висина. Значи мора да одредиме критериуми по ова. Сега може би ќе гласаме за, како советничка група, меѓутоа за наредните вакви штети ќе барам стрикно да се одредат некои критериуми по кои ќе имаме основ за да гласаме. Да не се доведуваме во ситуација за штета од 1.000.000 денари да исплаќаме 30.000, за штета од 100.000 да исплаќаме повторно 30.000. Ги доведуваме и граѓаните на општина Куманово во неравноправна ситуација. Како критериуми можеме да ги наведеме, значи, висината на штета, видот на штета, жителството. Дури овдека имаме едно барање кој е жител на Гошинце од општина Липково, поднесува барање да биде обештетен. Што не се слага. Значи постои општина Липково нека го обештети. Значи, мојот предлог е
да ако нема критериуми, да се утврдат критериуми и да работиме како секоја комисија што работи. Благодарам. Ви благодарам, колега. Јас ќе се обидам да дадам одговор на некои од вашите прашања. Првично би требало да знаете дека се работи за одлуки кои што се однесуваат на парични средства во својство на хуманитарна помош на граѓани кои што имаат имот на територија на општина Куманово и им се случила одредена елементарна непогода. Значи, вакви одлуки Советот донел во минатото многу. И за ваша информација, бидејќи гледам дека не сте информирани, Советот го има задолжено градоначалникот да формира комисија која што ќе работи на овие предмети и која што ќе ги доставува истите до надлежната комисија за финансирање и буџет, која што излегува со конкретен предлог пред Советот, како што денеска не е случај, бидејќи комисијата ги нема разгледано и нема доставено конкретен предлог и овој пат, значи, улогата на комисијата ќе ја преземе Советот и тоа не е спротивно на деловницата. Инаку во делот на исполнување на критериумите, комисијата која што има формирано градоначалникот, значи, ги има утврдено критериумите за да се докаже одредена елементарна непогода, потребно е да се достави во случај на опожарување, значи документ од МВР дека тој случај е регистриран и документ од противпожарна заштита дека случајот е пријавен кај нив. Други документи во делот на анализа на онаа што значи материјална штета и така натаму и така натаму. Јас знам дека првично тие граѓани кои што се обештетуваат со ваквите одлуки се генерално од потешките социјални структури на граѓани и сите тие кои што имаат сериозни проблеми и со пожарување и со поплави и така натаму живеат во реон на градот кај што не секогаш или не е многу популарно да се живее, што значи дека ние не можеме граѓаните да ги селектираме. Едноставно Советот ги има завршено со закон доделените обврски, го има задолжено градоначалникот да формира тим од луѓе кои што се разбираат и работат на оваа проблематика, ги доставуваат материјалите до комисијата, комисијата дава предлог на Советот, а секако одлуката конечно е носи Советот, како што во овој случај денеска ќе одлучам. Мислам дека јас можам толку да ви објаснам, доколку има некој да дополни, поведете. За збор се јави колегата Петковски. Благодарам, председателе. Почитувам градоначалникот, почитувани колеги советници, почитувани представници на предпријатија, јавната администрација, медиуми. Значи, неспорно е дека треба нови луѓе да ги се помогнат. Меѓутоа се поставува едно друго прашање. Како да се подели таа помош да биде адекватна на станатата штета. Бидејќи од доставените документи тука имаме некои различни, многу различни случаи. Например, кај Мамутов Васви настаната е штета од 120.000 денари, а му се доделуваат 20.000 денари, значи му се обештетува 17% од настанатата штета. Во друг случај, настаната е штета, Скендеровски Марија, например, настаната е штета од 500.000 денари, а му се доделува 30.000 денари, значи му се обештетува само 6% од настанатата штета. Кој е тој што определува на кого ќе му се даде 17%, а на кого 6%? И мислам дека на некого што му е изгорена куќа во која што живее, му се доделува 6%, а на некого на кого што му изгорена нива, му се доделува 11%. Значи, спорни се критериумите. Не е спорно дека треба да им се даде некоја помош, дури многу повеќе од ова што тука е. Благодарам. Ви благодарам, колега. Ќе ви дадам збор градоначалник, само едно на дополнување. Значи, ја апсолутно се слагам со вас во делот дека ние носиме одлука која што може би пропорционално
не ги обештетува граѓаните соодветно. Ова не е обештетување, ова е помош од страна на општината на секој кој што имал елементарна непогода, во овој случај пожар. Значи, имаме случај во Република Македонија кај што општините, значи, имаат поголем буџет, тоест поголеми средства слободни и планирани во делот на ваков тип на заштита на граѓаните, кај што, например, општина Струмица има доделени износи од по 100.000 денари. Но генерално ставот на поранешната комисија за финансирање и буџет, кај што се договараат кои ќе бидат износите, беше дека максималниот износ на обештетување во општина Куманово, која што општината е подготвена во случај на опожарување да го додели е 30.000 денари, доколку смета комисијата поинаку секогаш може да излезе со конкретен предлог пред Советот. И јас, поштувани колеги, би предложил, значи, да веќе на наредната седмица на Советот, комисијата излезе со конкретен предлог пред Советот, да го разгледаме доколку е потребно и да усвоиме одреден правилник согласно кој што истите ќе работат. Поведете градоначалникот, прво разлога. Сега да ги расчистиме некои работни, бидејќи многу често се наоѓаме во некои диспропорции од желба на граѓаните и популизам на политичарите во едни времења кога имаме поплави, елементарни непогоди, пожари, град и не знам што се. Општината со своите буџетски капацитети не е во можност да доделува пари за накнада на штети. Тоа е одговорност на централниот буџет и кога имаме елементарни непогоди, државата свикува криза и нешта, донесува одлука за надокнада и по некоја пропорција со проценти ги доделува. Затоа имаме сега еден ревизивен процес, бидејќи ние сме должни да правиме процека, сега зборам за поплави, а ќе ви одговорам за пожарите. Во еден ревизивен процес, кога сме задолжени од кризниот штаб да направиме процека. Ние правиме процека, достигуваме до Совет кога ја констатира таа процека, ја испрачиме до владата, заедни 10 години не ни доделува никогаш било како надокнада на штета на такви. А луѓето сега поведуваат судски поставки врз основа на проценителството кое е направено од комисии формирани во општината. Имаме еден куп тужби и судски процеси на таа релација. Ние како општина, сакам да потенцирам, не сме должни да го штитиме индивидуалниот имот на собственикот. Тоа е ваша одговорност, граѓанска, затоа има осигурителни компании. Ако имате штета од 100.000 евра, значи имаш објект од 100.000 евра, си направи штета, не може општината да гарантира безбедност на тој објект, затоа е задолжена осигурителна компанија која ги осигурува врз основа на безбедност, електрична, не знам каква, громобрина, не знам ова, не знам ова, и врз основа на тоа му дава франшиза адекватна врз основа на безбедноста на објект. Затоа, кога доделуваме овакви парични намеслици, тоа е, што кажа под сугестија на секретарот на кабинетот на подршка на Советот, а експозето на председателот, тоа е хумана донација за временно адаптирање, сместување, додека не се добие адекватна надокнада на штета од осигурителни компанија, ако постои такви, или евентуално, ако е временска непогода, со одлука да се надокнади штета. Општината буџетски нема капацитет, нема предвидено ставки за надокнада на штети. Значи, зборуваме за хумана компонента, да се додаде паричен надоместок за времено адаптирање на оштетените лица, фамилии кои претрпеат такви штети. Значи, не може да зборуваме сега процент на оштетеност. Ако падне некоја фабрика која има вредност од 5 милиона евра, ми треба да го дадеме 10%, 500.000 евра. Треба цел буџет на општината да го припремуваме во таа насока. Ние не сме предвидени и ингеренциите не се насочени во таа насока. Значи, зборуваме за нешто, за две различни позиции. Кога се одлука за паричен надоместок
на оштетени фамилии за некоја си адаптација на времено сместување, живење и така натаму, да се добие временска рамка, за да може да истото семејство интервенира во поправка, во добивање на средства од други институции и така натаму. Значи, видите, можеме ние въз основа на проценет и штети да имаме пропорционалност на оштетување, тоа ќе отидеме у безсъдност. Значи, ќе отидеме у некоја, на некој ќе му избори фарма, на некој ќе му избори фабрика, да не зборувам за некои модерни куќи и така натаму. Значи, дефинитивно зборуваме за паричен надоместок на основ на подршка на семејства зафатени со елементарни непогоди, пожари, поплави, громови и така натаму. Значи, тука мора да имаме увид. И кога зборуваме за поплави, значи, апострофирам, многу често се повдека популистички разговара од моја страна, од ваша, од било која ќе направиме комисија. Ние направиме комисија за проценки, тоа е наша одговорност. Бива шо понатаму со проценки. Проценките некога се енормно горе. Тие општијата не ги надокнадува и сега влегуваме во судски процеси. Ви благодарам, градоначалник. Проверете дали имаме други. Тони Трајковски има збор. Благодарам, председател. Господин градоначалник, ја колку го разбрав господин Петковски, ве праша дали има критериуми и по кој критериум се додалувани овие средства, ако е процентната штета од условно 120.000, 500.000 денари, 300.000 денари, дали има критериум на делење на оваа прва помош, така и ќе биде first aid. Ја така го разбрам прашањето, а не одговорив. Благодарам. Сега, ако съм прозvan да odgovoram, значи, много убаво прочите, господин Петковски. Некој добил 120.000 оштета, не знам, премја, не знам што било, не знам за кој се работи, некој 500.000, максимум е 30.000, тоа е со одлука на Совет за буџетска резерва да се интервенира, а некоја пристојна сума е од 15-20.000, зависно дали има времено сместување, нема тоа, комисијата вика нека тоа не му загрозува натаму што бито сумање на фамилијата и престој и врз основа тоа се дава предлог за одлука на Совет. Тоа е суштината. Ние сега зборуваме за комунитарна компонента паричен надоместок за некои времени потреби што треба семејството за нормално функционирање на ги. Ако се доволни, а многу често не се доволни, бидејќи јасно ние во таа сума не може да врати семејството во нормални околности. Тоа е познато. Меѓутоа, другите институции се должни да го надокнадат. Ви благодарам, поштовани колеги, само сакам да најавам дека денеска Советот ќе работи до 1 час и 30 минути. Благодарам, поведете, колега. Доколку ние завршиме седницата, ќе ја продолжиме во петок. Благодарам, значи, заслужувам дека овие средства се само како прва помош за да им се помогне на тие луѓе кои што се погодени со елементарна некоја. Ќе молам за внимание, благодарам. Меѓутоа, меѓу овие записи сретнувам доделување на штета на некој пожар кој што е настанат пред 9 месеци. Што веќе не е прва помош. Понатаму рековте дека државата треба да им помогне на овие. Државата има донесено закон според кој за сите земјоделски култури, земјоделски површини, субвенционира осигурување во износ од 60%. Значи, секој кој што има земјоделска култура може да си осигури и 60% од сумата која што ќе треба да ја плати за осигурувањето му ја плати државата. Во овој случај изгорено е пшеница на површина од 2,5 хектара. Дали тоа лице има осигурено таа пшеница? Видите, државата му возможила субвенција во однос на 60%. Ако не ја осигурала, а сега бара помош, мислам дека... Благодарам, поштован колега.
би сакал само да ви информирам дека ние советниците кои ги читаме документите, треба да ги читаме документите што ни се дадени до крај. Кога веќе го читате барањето дека е поднесено пред неполни 9 месеци, апсолутно се слагам со вас. Но ќе треба да ги видите и останатите документи кои што ги издаваат државните надлежни органи, во овој случај МВР. Министерство за внатрешни работи потврдата ја има издадено за опожарување скоро повеќе од 7 месеци подоцна од случување на настанот. И тоа не е прв случај. Граѓаните доаѓаат во општината, доаѓаат во секторот за поддршка на Советот, бидејќи тука се поднесуваат исто така овие барања и секојдневно апелираат до Советот да донесе ваква одлука. Но Советот не е во можност да донесе одлука се додека документите не бидат комплетирани. Што значи, проектите кои што ги пофаливте денеска и кои што навистина се за пофалба, бидејќи се проекти на влада на Република Македонија, во делот на субвенционирање на осигурувањето фри и осигурување на ваков тип на добра, во овој случај земјоделски површини, мислам дека владата би требало првенствено да ги научи надлежните државни органи да бидат поекспедитивни, бидејќи постои закон кој што треба да го почитуваат, а не го почитуваат. За жал, кој што не ги почитуваат и многу од законите кои што се насилат во државата. Инаку во овој случај говориме за конкретни примери. Сметам дека е добро и квалитетно да расправяме на темата, во ред ку посочите, дајте конкретен предлог доколку сметате, исто така апелирам и до сите вас останати колеги, за да го надминеме овој проблем, бидејќи таа помош која што треба да им ја дадеме на овие наши сограѓани, кои менично не ги знам кои се и какви се, но најбитно е дека се наши сограѓани, им треба помош. Мислам дека Советот давал такви, носел такви одлуки за помош и може да донесе и таква одлуки во овој пат. Поведете градоначалникот повора повторно се. Реплика, поведете. Што председателя за конкретниот случај, што Министерството за внатрешни работи не донело одлука. Одлуката од Министерството е донесена на 25.7.2014 за случајот со Терената нива. А одлуката за противпожарната територијалната противпожарна единица на Куманово е донесена на 12.2.2015. Значи Министерството за внатрешни работи донело одлука неколку дена после пожар. Колечки, има неколку случаи тука, не е еден случај, значи ќе ги прочитате сите, значи Демири решат. Документот од Министерство за внатрешни работи стои датум на издавање 23.12.2014 година. Втора работа која што треба да ја знаете, веќе втора година сме членови на овој совет. Значи Советот никогаш не разгледува поединечно барање за давање на помош, туку собира неколку барање и тогаш се произнесува Советот. Токму поради ефектот и опасност од вакви расправи во делот на она што значи одолговлекување на постапка. Поведете градоначалникот се јави за збор. Значи, поново сакам да апелирам за интерес на конструктивност на дискусија. Сега овдека имаме една диспропорција во пристапот и дали изгорена нива со 2,5 хектара пшеница има комунитарна компонента или нема. Дали е осигурала или не, државата преку субвенции може да го стопира. Значи, дали има услов дека ако не е осигурал, нема да добива субвенции, ако не плаќа вода, нема да добива субвенции за површини кои за садицу некоја култура. Значи, ако ние не влегуваме во процедурата, дали тој ги спазил сите процедури за ова производство на пшеница, бидејќи ако влеземе така, ќе дојдеме до селективен пристап како се делат и субвенции во Република Македонија. Има случаи, ако не е меркантилна пшеница од таа и таа позиција, на овој што е плавите нема да добие, на другите ќе добијат. Така нема да гледаме. Значи зборуваме само за хумана компонента. Дали овој човек кој изгубил 2,5 хектара пшеница
моја загрозува социјалната, односно основната екзистенција и може би по таа основа е предложена. Овдека нема никакво друго влијание, се хуманите компонент. На некој кучета го е доминанта, на некој свињите, кравите, не знам што, бидејќи има и такви опожарени објекти кои на некој начин уште повеќе загрозуваат екзистенција на граѓаните. Во таа позиција зборувам дека сите овие се предложени. Не значи дека мора сите да бидат одобрени. Одлуката дали ќе бидат одобрени сите и не, ги адресувате вие и вие со тоа покажувате дали ги респектирате граѓаните, не ги респектирате, имате уедначен критериум, немате уедначен критериум, тоа е од тука натаму одлука на советниците, односно политичките партии кои ги зачинуваат групите во Советот. Ви благодарам, градоначалник Мирослав Стојановски се јави за збор. Поведете. Значи, вака, се изнаслушавме се и се што, збор беше само дека треба да се донесат критериуми. Значи, отидовме далеко и расширивме темата и почнавме да зборуваме за се и се што. Значи, предлагам да се донесат критериуми, за да не бидат одлуките субјективни. За да нема субјективизам во одлуките, мора да има некои критериуми. Ние сме за да им се помогне на граѓаните и секогаш ќе стоиме на страната на граѓаните, а некој што кажа градоначалникот дека не сме се залагале за правата на граѓаните. Значи, бараме само едно просто изготвување на критериуми по кои ќе се доделува оваа помош, а стоиме позади тоа дека на секој што претрпе штета треба да му се додели еднократна помош. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Поведете. Караджински се јави за збор. Благодарам, председател. Почитувам председателя, почитувани колеги советници, почитувани началник, почитувани представници на јавните предпријатија, општинската администрација и почитувани останати гости и представници на седмата сила, т.е. на медиумите. Ние сега се расправаме за една работа, која што не е надлежност на општината, меѓутоа сепак солидарност која што општината ја доделува на граѓаните во смисол на еднократна парична помош и добро се вели еднократна парична помош за во моментот кога човекот доживеал несреќа, односно елементарна непогода, да во некој начин не му биде загрозено битието него, односно да не биде загрозен животот на неговите членови, да може на некој начин да преживее во тој период. Овие средства не се горе, многу мали се. Колку ќе може да покријат тоа, значи е само за почетокот да може на некој начин да преживее човекот во тие тешки моменти. Не можеме ние да обештетуваме како што се вели тука толку посто и волку посто. Тоа нема постоција, дека тоа е еднократна парична помош без да дава во одредена количина, која што може општината да ја покрие, а знаеме нашата општина колку средства има. Немаме средства за таква нешто. Еве сега, например, поплавите, кој ги рачунаше дека ќе има толку многу поплави, па ќе има толку луѓе кои што ќе бараат, веројатно ќе бараат обештетување, а колку вие ќе бидеме моите да им дадеме пари на тие луѓе, тоа ќе видиме понатаму. Значи, во планирањето ќе треба да се предвидат и ваквите непогоди, односно да се предвидат средства во вакви непогоди, ако тие средства не бидат употребени уште подобро, значи ќе немаме непогоди. Што се однесува до критериуми за изготвување критериуми. Критериумите јас мислам дека со поднесување на документацијата веќе се изградени, што е опожарено или што е поплавено или што несреќа го нашето човекот, а комисијата која што е формирана од страна на Советот треба да ги разгледува критериумите и по тие критериуми да одлучува дали ќе додели или нема да додели помош. Дали тој објект е
намерно опожарен, ајде да не речем да карикирам, или е елементарно непогода. Само во тој смисол, ние не даваме некои, не знам какви средства за да му на него надокнадиме и се она што изгубил. Тоа не може никој да го направи, нити може да надокнадиме, а не општина Куманово. Значи, да го сватиме ова како еднократна парична помош, која што може би се доделува, нели, во овие, популарно се доделува од социјалните центри, кои еднаш годишно им дават на тие најзагрозените семејства, а во последно време тоа се работи во работните организации, кај што се платят работеници со 4-5 денари, а работи цел месец. Благодарам. Ви благодарам и на вас, колега. Дали имаме други пријавени? Арсич Александра се јави за збор, поведете. Благодарам председателя, почитувани градоначални, почитувани советници, почитувани присутни медии. Еве слушаме повеќе размислувања за ваква една исплата на парична помош. Јас како советник сакам да давам еден конкретен предлог, велики дека се работи за хуманитарна помош која треба да ја доделиме во услови како што сме доделувале во претходниот период. Парична помош која ќе треба во почетните моменти да се најдат на семејството во едни тешки услови кои ги зафатиле како што се пожари на куќи. Мојот предлог би бил следен. За Васил Мамутов од Куманово, улица Средовек број 31, да биде 20.000 дена. Милуте Спасовски, улица Ѓорги Капчев, Скопје, собственик на пожарен објект, куќа во село Новоселјене, 20.000 дена. Реша Демир, село Гошинце, собственик на пожарена нива, село Черкези, општина Куманово, 15.000 дена. Ердоган Скендеровски од Куманово, улица Средорек број 18, да биде 30.000 денари, бидејќи има најголема материјална штета. И Маријан Скендеровски, исто така од Куманово, улица Средорек број 18, од 30.000 денари. Ова е еден конкретен предлог за да можеме конкретно и да ги разгледуваме се тоа што го зборуваме цело време, да можеме конкретно да го разгледуваме и да дадеме своје гледување и своја подршка. Благодарам. Поведете, колега Тројковски. Господин Арсич, значи по кој критериум сега па вие ги наметнувате овие? Ја тоа критериум не. Колеги, хвалам за внимание. Поведете, колега Арсич. Барајќи ги критериумите, господа советници, да не одиме до таму, видовме како завршија многу животи во Република Македонија. Овека јас како советник имам право и обврска како советник да дадам свој личен предлог. Ако имате вие ваш личен предлог, поведете, дајте го мојот предлог, го слушнавте и ќе барам по овој предлог да се изјасниме. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Поведете, колегата Мирослав Стојановски се јави за збор. Реплика, колегата. Поведете реплика. Ние дадовме многу предлог да се изработат критериуми. Сега пак без критериуми ни цитираме со некои предлози овде. Додека не изградиме критериуми, не донесеме критериуми, не можеме да рецитираме така. Јас разбирам дека ова од хуман аспект за оваа помош. Меѓутоа, повторно апелирам да има некои критериуми. Ова може да го прифатиме ние за ова седница, меѓутоа за наредните седници, за наредните штети кои ќе се претапат, бараме како советничка група да имаме изработена критериум. Ви благодарам и на вас, почитуван колега. Поведете, колега Безмис. Благодарам. Значи, очигледно дека погрешно се свати. Значи, ние немаме ништо против овие предлози што се дадат. Дори сметаме дека овие средства што се споделување тука се малку. Разбираме дека општината во моментот има толку средства, толку. Ќе гласаме за. Значи, не бараме на некого да му се намали, на некого да му се збори. Бараме само да се изготви систем на кој што ќе се определува на кого колку. Тој критериум да се изготви за некој од наредните седмици, да се донесе критериум по кој што ќе работи комисијата. А не сега
Секој од рака да определи овој ми се допаѓа, ќе го додавам толку, овој не ми се допаѓа, ќе го додавам толку. Ви благодарам, колега, морам да дадам до објаснување. Значи, ние комисиите ги формираме да бидат во функција на работа на Советот и овие работи што сега ги дискутираме да се дискутираат на комисија. Тие се помошни дела за работа на Советот. Тоа што колегата Стојановски во конкретниот случај предлага на Советот, треба истиот како член на комисија за финансирање и буџет да го предложи на комисијата и комисијата да се произнесе по истите предлози и никој нема против да има Советот изградено критериуми во делот на давање на еднократна парична помош во рамките на своите надлежности и носење на ова одлука. Мислам дека сите исто разговараме, но на крајот не се разбираме како што треба. Во ред ви благодарам. Дали имаме други предлози? Колега Стојановски, го искористите вашето право на збор. Искористите право, значи дава процедурално објаснување. Ке ме молам. Ке ме молам, немојте од место. Ке ме молам, немојте од место. Го искористите своето право на збор. Процедурално поведете во врска со процедурата кај е нарушена во делот работење на Совет. Поведете. Процедурата е нарушена во делот што јас, како член на Комисијата за финансирање и буџет, дадов таков предлог. Значи, да се изработат критерии. Ке ме молам, тоа не е процедурално. Значи, ке ме молам. Тоа не е процедурално. Процедурално е кога јас ќе го прекршам деловникот, да реагирате процедурално. Значи, ова ќе го говорите во состав на комисијата или по некоја друга точка на дневен ред кога ќе дојде поврзано со тоа да разговараме. Ке ме молам, дали имаме други предлози? Констатирам дека нема друг предлог. Предлогот на колегата Арсич го ставам на изјаснување и ќе молам да се произнесеме. Поведете. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 советници, 16 за, против 10, воздржани 4. Констатирам дека одлуката е усвоена. Процедурално Арсич Александар. Поведете. Благодарам, председател, барам поединечно изјаснување. Ги молам службите поединечно изјаснување да се проведат. За. Снежана Сокариева. За. Доран Маневски. За. Ивица Костовски. За. Александър Петров. За. Валентина Митич. За. Александър Арсич. За. Младен Давидович. За. Франко Бойковски. За. Оливер Слемановски. За. Сунчица Јосимова. Воздржан. Да. Драган Петковски. Против. Да. Против. Валентина Јовановска. Против. Борислав Додевски. Против. Златка Божиновска. Против. Бобан Јакимовиќ. Бобан отсутен е. Ахмед Османовски. Против. Саша Николич. Отсутен. Иван Арсеновска. Против. Тони Драјковски. Се извинувам. Против. Мирослав Стојановски. Против. Јовица Санковски. Против. Кристина Крајновиќ. Против. Ридва Насани. За. Пери Дервишич. За. Лори Мери. За. Скендер Али. Отсутен. Драги Караджински. Воздржан. Душица Сидовска. Воздржан. Весник Мемети. Воздржан. Фитор Сефери. Воздржан. Зелен Исмаили. Отсутен.
Ви благодарам. На поединечно изјаснување се изјаснија 29 советници, за гласа 14, 10 против, 5 воздржани. Констатирам дека одлуката не е усвоена. Предлогот не е усвоен. Со тоа ја затварам точката од дневниот ред, да име на трета точка од дневниот ред. Председателе, имавме точка на дневен ред и предлог по точка на дневен ред. По предлогот на координаторот на советничката група Александра Арсиц се произнесовме, меѓутоа по точката таква каква што е доставена не се произнесовме. Поштовани колеги, точката од дневниот ред е доставена. Имавме конкретен предлог, бидејќи од надлежната комисија немавме конкретен предлог добиен. Добивме само единствен. Ке ве молам. Значи, писмениот документ кој што е доставен од вас не е усвоен од страна на надлежната комисија. Значи, и тоа го нагласив, ако внимателно ја следите седницата. Колегата Арсич Александар даде конкретен предлог. Прашав дали има други предлози. Немаше други предлози. Ја затворив расправата, предлогот го ставив на изјаснување. Во делот на електронското изјаснување, предлогот доби потребен број на гласови и помена. По процедурална интервенција, предлогот беше ставен на поединечно изјаснување, не доби потребен број на гласови и предлогот не е усвоен. Затворена материјална расправа, точката е заклучена, поменуваме на следна точка од дневниот ред. Поведете процедурално колегата Арсич Александар. Треба сите да ги знаеме процедурите. Видите, комисијата не е одржана, немаме никаков предлог. Предлогот дојде до мене лично. Баш од вашето... Колеги, ке ви молам, немојте од место. Ако мислите дека треба да работи советот на ваков начин, тоа е нешто друго. Значи, секој има право на дискусија, но немојте, ке ве молам од место, се извинувам колега што е прекинувам. Побарите збор, ке ви дадам збор. Тоа право на никој не му е ускратено. Поведете. Значи, што едно, баш од овие процедури кои ги барате во политиката, сето иде на дно. Губеме човечки животи сега и куќите кои се запалија, не даваме парична помош. Еве се заблагодарувам во името на сите пожарени граѓани. Ке ве молам процедурално. Ке ве молам. Процедурално, кој бара процедурално? Поведете. Значи, дали ако колегата Арсич не дадеше предлог, за ова точно не може да гласаме воопшто? Поштовани колеги, абсурдно е ова да го објаснувам по не знам кој пат. Значи имаме точка на дневен ред, имаме затворена материјална расправа. Имаме точка на дневен ред и не прекинав. Имаме точка на дневен ред за која што имаме предлог поставено писмено. Пред сите, еве. Што доколку колегата Арсич не дадеше никаков предлог? Тоа значи дека не, воопшто не би гласало за оваа точка. Значи, веќе имаме предлог. Колегата Арсич го свативме како да дава друг предлог. Ние гласавме против предлогот на колегата Арсич, а не против тоа. Штувани колеги, ке ја молам. Значи, веќе еднаш кажав дека предлогот кој што го имате добиено е предлог кој што е подготвен за комисијата, а комисијата го нема разгледано. Тоа требаше да биде документ кој што ќе произлезе како резултат на работење на комисијата.
Доставење во материјалите, тоа го нагласивме на почеток на седмицата и мислам дека е безпредметно да го расправаме. Значи, ќе ме молам, веќе констатира, точката е исцрпена, поминуваме на следна точка од дневниот ред. Процедурално поведете, колега Караджински. Мислам дека многу некоректно беше од колегата советник да бара поединечно изјаснување кога веќе предлогот пројде. Значи, како да се сакаше ова да се направи, уидемо во советот, односно да направиме циркус од советот. Ако ние внимавате на зборовите. Ќе ме молам, внимавате на зборовите. Ако веќе имавме доставено писмен предлог овде, што ние сите го разбравме дека е тој писмен предлог до советот, да советниците, вие рековте, советот ќе се изјаснува и имавме некој предлог тука, треба да се изјасниме по тие предлози. Јас убаво предложив дека овој пат би требало солидарно, тоа значи еднакво на сите да се дадат пари, тоа беше солидарното моето изјавување во претходниот мој говор. Меѓутоа, мислам дека ова не му требаше на советот. Ви благодарам, ова не е процедурална забелешка, ви благодарам. Поминуваме на трета точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност на правилникот за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места и јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово. Отварам расправа по точката од дневниот ред. Процедурално побара колегата Бетковски, поведете. Барам половина час пауза. Поштувам колега, не можам да одобрам половина час пауза, бидејќи најавив дека советот денеска ќе работи до 1 часот и 30 минути. Поведете, дали некој се јавува за збор? Констатирам дека нема пријавени за збор, ја затварам материјалната расправа и предлог решението го ставам на изјаснување, ќе ве молам да се произнесеме, поведете. Ги молам службите да го спроведат повторно гласањето. Пред да се спроведе гласањето, да се утврди вкупен број на советници присутни во салата. Ќе ве молам. 17. Ќе ве молам, колеги. Чекај, ще искам 4 Давам пауза за 5 минути. Като на пауза, завърти. Да.